Вечер отворивме изложбата на антиката во Југоисточна Македонија во ова ноќ на музеите, Европска ноќ на музеите, под покровителство на Советот на Европа, Министерство за култура на Република Македонија и ИКОМ. И имаме ретка можност да ги видиме овие наоди, односно артефакти од повеќе локалитети во Југоисточна Македонија. Тука се застапени музеите од Штип, односно Штипскиот Брегалничкиот регион, потоа Струмичкиот регион и Баландовско-Гевгелискиот регион, односно регионите преку локалитетите Баргала, локалитетот Цареви кули, локалитетот Вардарски рид, Драгулево на планината Огражден, значи некои локалитети кои што прв пат се излагаат овде и во нашата институција и воопшто во Македонија. Значи изобилуваме со ексклузивитети, со некои наоди кои што широката јавност за прв пат ги гледа. И изложбата ќе потрае, се надам, до крајот на наредниот месец, така што ги повикувам сите граѓани на Република Македонија, посебно струмичани, гевгеличани и штипјани, да земат активно учество и да ја проследат изложбата на Музејот музеј Струмица. Само што допрашам, значи, што е позначено може да извоите, позначени експонати кои ги има овде и се значени за нашата историја? Позначени експонати се, како позначени експонати можам да го издвојам доснархајскиот шлем, за кој што прв пат добивме потврда од кај се наоѓа, од каде е всушност. Именно тој е некаде во 90-тите години донесен во Завод и музеј Струмица. Со новите археолошки истражувања знаеме дека потекнува од корешница Демир Каписко. Значи е многу интересен локалитет. Потоа и како ексклузивитет можам да го споменам златото од Цареви кули, кој што исто така го излагаме овде и кој што ќе биде изложено на увид на пошироката јавност. И како ексклузивитет исто така сакам да посочам една интересна култура која што на локалитетот Драгулево, потоа теракотните фигурини од локалитетите Вардарски рид во Гевгелија и Цареви кули. Значи, изобилуваме со ексклузивитети, со интересни артефакти. Мислам дека ќе биде интересно за пошироката јавност да ги види сите овие работи, зашто ова е на некој начин нивно првично представување.